Три награди за поезија во знакот на 46-те Караманови поетски средби. Дводецениската традиција наградата Караманов да се доделува за автори кои пишуваат на македонски јазик. Годинава добива пошироки размери. За прв пат се воведуваат Балканска награда за поезија и Европска награда за поезија Ацо Караманов. Традиционално ќе се додели и наградата за најдобра необјавена поетска книга Караманов за автори кои што пишуваат на македонски јазик. Годинешни добитници на наградите се големиот шпански и светски поет Хусто Хорхе Падрон, кој е носител и на ловоровиот венец на Струшките вечери на поезијата во 1990 година. Балканската награда за поезија ја добива хрватскиот поет Валерио Орлик, а наградата Караманов и се доделува на Даниела Андоновска-Трајковска. Книгите Обележувам ѕвезди на Орлик и Електронска крв на Трајковска се објавени во едицијата Караманов и ќе бидат представени викендов во рамките на тридневната манифестација Ацо Караманов во Радовиш. Годинешните 46 Караманови средби ќе се одржат на 22, 23 и 24 ноември. Во рамките на манифестацијата ќе се отвори самостојна изложба на академскиот сликар Ниче Василев, а ќе се промовираат и најновата поетска книга Бакнежот на судбината од Раде Силјан и изборна поезија од Матеја Матевски насловена како Дождови 90. Станува збор за символично име на книгата, односно 90 песни за 90 години колку што би имал Матевски доколку беше жив. Настанот ќе го одбележи и беседа за Ацо Караманов, која ќе ја води познатиот писател Стојан Тарапуза, и реч за Хусто Хорхе Падрон, добитникот на главната награда Европска награда за поезија Ацо Караманов. Речта за Падрон ќе ја води професорката Кристина Николовска.